Почитувани, додека во сите земји целиот здравствен систем е насочен на превенирање и лечење на граѓаните со коронавирус, а паралелно се одвива процесот на вакцинација, Филипче продолжува само со лаги. Секако и во реализација на неговиот приоритет, а тоа се неговите лични интереси и интересите на Заев и неговата екипа. Така, додека во сите земји стигнува веќе третата тура од вакцини, додека граѓаните можат да бираат со која вакцина ќе се вакцинираат, кај нас на големо има распродажба на области од здравството. Во 2019 година Филипче стартуваше со физибилити студии за еден вид на приватизација на лабораториите, итната медицинска помош, стерилизацијата и слично. А веќе избрале фирма која треба да направи физибилити студија за приватизација на рентгенот. И сега решил да ја приватизира стерилизацијата. Подготовката стартувала крај на 2019 година, а со истата Заев и Филипче се занимавале во текот на цела 2020 година во ек на пандемија со корона. Процедурата е стигната до таму, што на клиниките во рамки на кампусот Мајка Тереза им е доставен договорот што треба да го потпишат со фирмата која ќе ги нуди услугите. Или клиниките се ставени пред свршен чин. Еве ви го договорот, потпишете. А цените во договорот што владата преку Министерството за здравство го потпишала со фирмата, со која само тие знаат како ја избрале, се 4 пати повисоки. Или еден сет, чија стерилизација со новиот договор чини нешто повеќе од 16.000 денара, претходно чинел околу 4.000 денари. Наместо грижа за лекови против корона и набавка на вакцини, тие се занимаваат со продажба на јавното здравство. Почитувани, недозволиво е во период на корона пандемија, кога бројката на заболени во земјава се движи кон 100.000, а на починати се движи кон 2.800, министерот да се занимава со распродажба на здравството. Сега приоритет број 1 е вакцинација, а Филипче не успеа да најде ниту една вакцина. Лошиот менеджмент на корона кризата, немањето вакцини, чини човечки животи. За тоа одговорност мора да има.